Здраво на сите и добре дојдовте во моето ново видео во кој ќе се обидам да го нацртам својот живот. Јас сум Стефан Рашковиќ и мојата приказна започнува на 16 септември 1997 година во болницата во Чаир. Рашковиќ, бидејќи сум пола србин, пола македонец, но роден сум и цел живот живеам тука, па од секогаш сум се чувствувал целосно како македонец. Се раѓам како трето дете во семејството со две постари сестри пред мене. Преубаво малечко сладко детенце, кое до третата година не прозборува и само гледа во плафон, на која почнува да му расте плава косечка, која потоа станува кафеава. По моментот кога прозборев, следаа моментите кога само трчав негде кај што не треба и правев бели до степен на загрозување на собствениот живот, случаи кои веќе ги имам раскажувано во некоја сторитајм видео. Но она омилената за раскажување е кога сестра ми изреволтирана од тоа што јас не се смеам на незините шеги и сум досадно дете, ме бутна по скали во подрум. Да, знам, добра причина. Среќа беа само 5 скали, па не ми беше буквално ништо. Кога тргнав во градинка, бидејќи мојата воспитувачка беше постара од сите останати, често и викав: "Бабо, дај пиво." Бабо, бидејќи ми изгледала на баба ми, а за пивото мораше да разговара со родител за да свати дека тоа оствари ми било сок. Потоа, моето основно училиште беше Стив Наумов. Пошто го памтам основното, по многу работи. Прв судир со стекнување одговорност, навики, вистински или невистински пријателства, прва љубов, први тепачки и така натаму. За жал или за среќа го памтам и моето лошо детство. Не пораснав како сите други деца. Имав проблеми дома кои на некој начин ми го скратија детството и ми го направија пекол, а од друга страна мама секогаш беше тука за мене и моите сестри да не изнесе на правиот пат и даде буквално се за нас, како што го прави тој ден денес, пробувајќи да го ублажи целото тоа искуство. Некогаш се нервирав, плачев, помислував на се и сешто. Сметав дека не е фер некој да има совршено детство, а јас далеку од тоа. Но гледајќи денес од оваа перспектива, не би променил ништо. Бидејќи тоа е она што, иако ми израсна прерано, ме направи подобар и далеку посилен човек денес. Ако и ти се пронаоѓаш и можеби поминуваш низ нешто во моментов, остани силен и знај дека ќе биде подобро. Во основно бев и омаловажуван, исмеван поради нешто им пречев на одреден круг деца. Сето тоа правејќи да имаш помалку самодоверба и заедно со тешкото детство да прави да се затвараш сам во себе. Се чувствуваш неразбран, се срамиш, непријатно ти е кога ќе те прашаат зошто само ти не си бил на забавата, зошто не си како сите, а зошто и дали треба да бидам како сите. Не, ама кој да свати на тие години. Средно училиште беше периодот кога полека се расчистуваат тие темни денови. Се запишав во Орце и уште во прва година на екскурзија во Паралија добив надимак заводник од класната, која не успеа да го заборави до матура. Додека цела генерација заврши со диско и чекаше да си појде во хотел, кој мрзнејќи на ладното чека да се појави Стефан со уште едно девојче, па си го заслужив надимакот со кој воопшто не се гордеам. Орце си го сакам и си го памтам како баш убав период од животот. Иако на некој начин губев надеж во луѓето, дали поради скршени срца, дали поради разочарување од блиски луѓе за кои си правел се, имаше од се по нешто. Во 2011 година почнав да играм Facebook игра наречена Мискриц, која ме натера да креирам многу работи. Почнав да размислувам како јас да ја подобрам таа игра, почнав да правам онлайн списанија за играта која излегуваше на неделно ниво, па дури во 2013 година го направив својот прв YouTube канал наречен Мискриманија, на кој објавував видеа поврзани со играта. Каналот порасна до степен да биде поголем и од официјалниот канал на играта, да сите мислат дека играта е моја. Објавив преку 500 видеа на тој канал и во 2016 ми се скрши срцето кога креаторите ја избриша играта без ни еден збор, оставајќи илјадници и играчи во шок. Тој период почна да ми излегуваат некои македонски видеа и почнав да дознавам луѓе кои креираат на македонски јазик. После неколку недели гледање видеа, многу ми се свиѓаше сето тоа и решив дека сакам да бидам дел од таа приказна. Си реков, ќе бидам јутубер. Го објавив моето прво видео на 13 јули 2016 година во кое кажав здраво. Се представив и почнав да снимам. И од тогаш јутубот ми го смени животот. Станав покреативен од било кога. Почнав да креирам стотици содржини кои ми исполнуваат и ме правеше уште посреќен фактот дека и вие го сакате тоа што јас го правам. Секако дека имаше и лоши денови, луѓе кои викаа: "Не се глупирај, не те бива, што ќе направиш со YouTube во Македонија?" Ама очигледно нешто правиме. И ќе го правам се додека ми исполнува и ми е забавно и се додека вие го поддржувате тоа. Запознав многу прекрасни луѓе низ целиот овој пат. Запознав премногу од вас на многу настани низ цела Македонија. Со Марко напишавме книга, што ни ден денес не сум свесен дека имаме наша книга. Снима видеа со скоро цела естрада, па дури и некој од Балканот.
и сигурно испуштам уште многу работи. На кратко, тоа е мојата приказна. Знам дека живееме во ужасно време и дека се случуваат многу лоши работи и дека денес не можете ни секому да верувате. Исто така знам дека за разлика од пејачи и актери, вие најблиски не доживувате нас, јутуберите, и не го зимам тоа здраво за готово. Ми значи, сум пресреќен што можам на некој од вас да му го направам денот подобар и да сме другари. Мојата мисија на YouTube е да креирам, забавувам и мотивирам. Знам дека постојат ужасни денови и тоа верувај ми и те како знам, ама поминуваат. Стани, бори се и сакај го животот. Зашто е еден и треба да го излечеш максимумот од него. Многу е лесно да се откажеш, но ти не си тоа. Фала ви премногу за 80.000 субскрајбери. Се уште не сум ни свесен колкава е таа бројка, но сигурен сум дека сакам тој плей батон да го донесам дома. Продолжуваме заедно понатаму посилни од било кога. Ве сакам.